На почеток сакам да ви раскажам една приказка како настанале народите. Кои биле првите народи кои се појавиле? Дали знаете кој е првиот народ кој што се појавил воопшто у светов? Кој? Види бе, одма види со пропаганда бе, антипропаганда бе, види ги бе. Македонците се првите кои што се појавиле, нормално. У све ние сме први. У све сме први. Значи прво, како што знаете, кога настанал светов имало еден голем океан, немало ништо друго. Пливале амеби у него, после некој време се појавиле медузите, под медузите не знам што се појавило и наеднаш се појавило нешто така како амеба, ама не било амеба, било многу лигаво и пливало женски. Е тоа ти бил првиот македонец. Ем лигав, ем плива женски. И се викал Трајанче. Трајанче оти цело време траел. Траел, му било страв да писне туку во океанов. И така пливајки Трајче, он чути пливај, за малце чути пикај работава, разбира? Чути пливај и така Трајанче чути пливај го создал генот на македонците да знаат да пливаат у секое време, у секоја вода и со секоја власт. И така, после некој време се појавиле континентите. И кога видел Трајанче земја, одма излегол, не за друго многу му се мочело на човекот, ностоп у вода, а не е глуп да моча тамо каже се бања, пошто не е ова аквапарк, нели? И јеби га, и излегол ова и ома бргу се измочал и онда Трајанче сватил една многу битна ствар, дали знаете што е тоа? Па он бил прв мочков на светот, бе. Али јеби га, пошто мочковците се увек први, тоа е тоа и после некој време се појавил Србинот. Тор се појавил Србинот, висок, крупен, бам, коцкици тука разбацан, одма се смее, види колку го сака, колку ги сакаш ти Србите, признај се. Признај, а не. Аз помнам Србинот тука до тука. Еве го дечкото, дај да ти идеме, стани со Србија, да ти идеме, стани слободно. Ти се свиѓа? Признај се, ја немаме вакви муаведи. И тамо ли има Србија? И се појавил Србинот, висок, крупен, плав, радилеш таков, разбацан, и му пише со блузичка, нисам крив, шта сам леп, и позади му пишело Делија Север. Ама, пошто се појавил овој Делија Север, одма од жбунот излегол вториот Србин, а он па ти работел хонорарно као гробар, и му се убацил на Србинов и му се обратил на еден традиционален српски културен начин. Ало, брате, кој ти курац, знаеш оно, што ти... Па скини ту мајцу, јебат што ти матер, знаеш? И онда грабнале тука да се млатат и србите до ден денес се млатат за глупости. Након србите се појавил бугарот. Бугарчево, ама бугарчево било така малце како шлакнато. Да, како, ностоп нешто се бунел. Аз сам прв! Аз прв дојдех тук! Аз измислих топла вода! Аз измислих хладен сладолед! Аз сам прв, им скурчил и на македонецов и на Србија, им скурчил аз, па да тебам газ му рекле, разбира. И после тоа од аз плюс газ му дале скратено име Азис. Едно традиционално българско име, којто е доста уважаено в българската традиција, Азис, нали, овај? И Азис многу милувал јајца. Многу сакал јајца, шо од петел, шо од не знам кој, и многу сакал и по едно време почнал да ги собира јајцава и вика шо да правам од јајца, ваќе правам мајонез. Ја Рома не му се погодил мајонезот и Азис го измислил тартар сосот. И од тогаш бугарите ги завикале татари. Након него се појавил народот што у старо време бил најпознат народ од старо време. Кој е тој народ, дали знаеме? Најпознатиот народ од старо време. Малака people. Сега се грците, брат. Трети, четврти тамо. Малага people. Дали знаеме што значи зборот малага? Не е педер. Дркаджија. Онанатор, мавач, тинкач, самоцепач, острач, значи поише називи има. И кога се појавиле малака people, они нон-стоп дркале за нешто. Само дркале за нешто и до ден денес го дркаат. Те со нас за името го дркаат, те со Германија, те со Турција, те со не знам Кипар. И после кога дошло 19 век да им прават држава, рекле добро како сега да им направиме држава као да се вика држава. А бидејќи секој човек треба да се нарекува според сопствениот идентитет, а пошто нели овој човеков од малака people нон-стоп нешто се крчел, нели? И кога репа нека се вика Грк. Нели? И така малака people у превод значи луѓе што се грчат или се угрч или само скратено Грци.
И након грците, кога се појавиле сите овие народи, што мислите, се појавиле последните, кои се последни, а увек први оваа држава? Увек се они последни, а стално се први. Дури у бюро за вработување. Дури и таму, разбираш, не се ни појавуваат, а стално се први у пичку мат. Падимте, о, браво. Ама они уствари цело време биле тука. Осте ние македонци, они цело време биле тука, биле малце погоре на тоа ритчето тука, на планината биле и слегнале од планината. И само што се стигнало од планината, одма му се пуштили на Трајанче. Значи не на Србинот, не на Бугор, на Трајанче. Што си го сакаш ти малиот, а? Што си го сакаш ти малиот? Што ме гледаш бе? Што ме гледаш? И Трајанче, разбира. Што ме гледаш? Дај ми очи кога ти зборим, што ме гледаш? Што си го сакаш ти малиот? Не бе, не, ја, ништо. Што бе, пиштол? О, Фрим, тоа пиштол да ми тека шикари бе, о, пиштоли бе, што пиштол? Не бе, не, ја, жими мајка, што мајка ти? Немој да го мешаш мајка ти, слушаш, немој да го мешаш мајка ти. Слушајте вамо сите, ало, ео. И ти Србин, ти слушај, ти Србин, посебно слушај вамо, ти македонац, ало. Сите слушајте. Ако ви сметамо, може слободно да си одите, хај си ту пичку материно. И така, оваа реченица, ако ви сметамо, може слободно да си одите сите у пичку материну, е земена како постулат на кој што понатаму се базираат човековите права на сите заедници во Република Македонија. Ако ви сметаме, ај си ту пичку матер. Дајте да аплауз да се напијаме. Stand up, Македонија! Додека сме кај народиве, едно другарче, моје колега, вечерва е присутен тука, отвори хостел и летото јас му помагав малце додека, потргна со хостелов и го вежбав англискиот. И сите народи, сите нации сами по себе се посебни, али има една нација, има едни луѓе што се стварно најпосебни, тоа се корејците. Луѓе, дали некој од вас правил муабет со корејец? Тоа е доживљај, бе. Доживљај. Значи, на секој они се нон-стоп изненадени. Значи нон-стоп му каже, он например ти вика добар ден, ти му викаш добар ден и он ти прави о. Нон-стоп. Значи кога збора, значи кај нас во Европа, у Америка, секаде низ цел свет, кога си правиме муабет и кога му даваш на знаење дека го слушаш соговорникот, само му климаш со главата, знаеш, им правиш ова, кај кореец, знаете како изгледа кога му правите муабет? О! И ја го гледам едно време, вака му викам, брат, ти ми личиш као некоја Дедо Мраз играчка, али расипана, што пробува да каже али не може пошто е расипана на тие. И кореецот доаѓаат кај нас едни колегата у хостел кореците, и ја нешто тука на рецепција ги примам, нешто тука му помагам, знаеш, и влагаат четворица кореци такви. Влагаат. И нон-стоп, значи ти поставува најглупо прашање и изненадене. Например, те прашува, do you have bathrooms here? Викам, yes. Oh! Let's take a picture of the bathroom! Катастрофа! Stand up, Македонија! Сите вие тука гледам млади луѓе сте дремете на Facebook и има едно поише време, многу ми се јаки овие статии што се појавуваат на Facebook од нашите забавни портали. И има една статија ми искача, вика, за шо фантазираат жените. Вика, мај да отворам за шо фантазираат, отворам за шо фантазираат и прво па мушко. Вика, фантазираат за секс. Добро, зашо друго ќе фантазираат ако не за секс? Фантазираат за секс со нивниот најзгоден Facebook пријател. И ја одма отварам кај девојка ми, гледам 700 пријатели, сите позгодни од мене. Ке дојдам ли ја некад на ред да тие? Клецај по 3-4 пути од денот за да стаснаш до 700. И викам, добро. Хаос. И добро, викам, и сега вика, тера натака статијава, срање живо и вика, девојките сакаат се да започне спонтано, како што се било спонтано на Facebook. Еве ја спонтаноста. Паук, лайк, чат, паук кревет. Значи по спонтано здравје, чат паук кревет, мислам, нема она нешто за познавање, кафица, ова, нема, директно и пишеш. Ај дој каде мене дома сам сум. И она гледа тука, паук има, лайк има, чат има. Добро, еве идам. После тера натака вика, фантазираат за секс за банкарот кај што ги плаќаат сметките. Доро, која плаќате сметки?
у 12 вечер. Мислам, не, стварно ли, значи доаѓаш од банка, треба да платиш сметка и плаќаш 4.500 за струја и мислиш на секс. Мислам, да, викаш, овој Ева на 100% ме јебе нешто, разбираш? После вика, фантазираат за секс со нивниот омилен спикер на вести. Да ти е страв да остиш вести да гледа. Ништо не можеш, значи, у банка да не ја пустиш, на Facebook да не ја пустиш, вести, ајде срце да гледаме вести, кур ќе гледаме вести, зијам далинското, пуштам фудбал, еве го Роналдо, пупичка ти матер. Зијам тоа, пуштам Animal Planet, сега фантазирај пичка ти матер, на те видам. А те видам.